Audacity е една од најдобрите бесплатни апликации за уредување и снимање аудиозаписи кој истовремено е достапен за сите оперативни системи. Најнапред мора да се напомене дека за да ги експортирате аудиозаписите во добро познатиот MP3 формат, претходно мора да инсталирате додаток кој можете да го превземете од веб локацијата на Audacity. Кликнете на јазичето Download и потоа на соодветниот линк Lame MP3 Encoder, кој потоа го инсталирате на вообичаен начин. Визуелно, интерфејсот на Audacity е во голема мера едноставен за употреба. Со кликнување на копчето Record започнувате со снимање на вашиот аудиозапис кој се појавува во сина боја и со приказ на различен интензитет во амплитудата, во зависност од јачината на снимениот тон. Снимениот запис можете да го сечете по потреба со помош на алатката Select, одбирање на непотребниот дел од записот и притиснување на копчето Delete на вашата тастатура. Исто така, селектираниот непотребен дел можете да го проширите од левата и од десната страна. Кога започнувате со снимање, добра практика е секој пат да оставате неколку секунди празен простор, кој подоцна можете да го користите за отстранување на заднинскиот шум преку одбирање на опцијата Noise Removal од јазичето Effects. Селектирајте го празниот простор од аудиото на кој се гледаат мали разлики во амплитудата и одберете го ефектот Noise Removal. На екранот ќе ви се појави прозорец на кој треба да кликнете на копчето Get Noise Profile за да знае Audacity кој дел од амплитудните разлики треба да ги отстрани. Потоа со кратенката Ctrl+A или одбирање на Select All од јазичето Edit означете го целиот аудиозапис и повторно одберете опцијата Noise Removal. Овој пат директно кликнете на копчето OK. Веднаш ќе забележите дека Audacity го исчистил аудиозаписот од заднинскиот шум, но и дека истовремено за нијанса го стишил и остатокот од аудиото. Оваа последица можете да ја коригирате преку употреба на ефектот Amplify. Со употреба на овој ефект можете да ги поправите тивките или гласните делови од вашиот аудиозапис. Обележете го делот кој сметате дека е премногу тивок, односно гласен, и одберете го ефектот Amplify од јазичето Effects. Со движење на копчето кон лево го намалувате тонот на обележаниот дел од аудиозаписот, додека кон десно го засилувате. Audacity ќе ве предупреди доколку премногу засилувате и нема да ви дозволи да го примените ефектот, затоа што како негативна последица од преголемото засилување се јавуваат неопределени шумови и прекинувања во записот. Доколку сепак сметате дека аудиозаписот ќе биде во ред, означете го полето Allow Clipping и притиснете OK. Секако, доколку не сте задоволни од исходот, вратете се чекор назад преку јазичето Edit и одбирање на опцијата Undo или со притиснување на кратенката Ctrl+Z на вашата тастатура. Амплитудните разлики во аудиозаписот кои доведуваат до тивки делови и делови кога се појавуваат шумови од преголема гласност можат да се поправат со употреба на ефектот Normalize. Normalize е најефективен доколку се обележи целосниот аудиозапис преку одбирање на опцијата Select All од јазичето Edit или со користење на комбинацијата Ctrl+A на вашата тастатура. Во опциите за ефектот најважно е да се одбере промената на највисоката амплитуда која може да изнесува најмногу 0. Со одбирање на посокуваната негативна вредност, ви автоматски ги стишувате максималните амплитуди, со што неопределените шумови се елиминираат. Доколку имате потреба од празен простор за пополнување на вашиот аудиозапис, Audacity ви го возможува и тоа. Кликнете на јазичето Generate и одберете опцијата Silence. Со ова ќе ви се отвори прозорец во кој треба да го впишете времетраењето на посокуваната тишина, која ќе биде вметната во оној дел од аудиозаписот каде што сте го поставиле курсорот. Секако вметнатата тишина можете потоа да ја скусите по потреба. Снимената нарација секогаш е поефективна доколку е проследена со музика или различни видови звучни ефекти, кои го подобруваат впечатокот и даваат акцент на оние места каде што вие сметате дека е потребно. Но често музиката или звучните ефекти се гласни, при што се губи учинокот на снимената нарација. Алатката Envelope служи за намалување на определен дел од аудиозаписот, што овозможува поволен аудиомикс на нарацијата со заднинската музика, звучните ефекти и слично. Обележете по две контролни точки на почетокот и на крајот од делот кој сакате да го намалите,
и со едноставно влечење надолу, селектираниот дел ќе биде со понизок тон во однос на останатиот дел од аудиозаписот и од нарацијата. Импортирањето се врши едноставно во Audacity. Од јазичето файл одберете опцијата Import и потоа одберете го аудиозаписот кој сакате да го вметнете за обработка. Опцијата Audio служи за импортирање на вообичаените аудио формати MP3, WAV и слично. Опцијата Labels служи за вметнување текст файл кој би ви помогнал во читање на нарацијата при директно снимање. Опцијата MIDI служи за импортирање MIDI фајлови од уред кој поддржува снимање аудиозаписи во тој формат. Опцијата Raw Data ќе ви овозможи да импортирате аудио файл чиј формат е непознат. Доколку сакате да ја зачувате вашата обработка како проект, кој ќе можете и во иднина да го уредувате, одберете опцијата Save Project или Save Project Test, доколку сакате да го одредите и местото каде проектот би се зачувал на вашиот тврд диск. Зачувувањето се извршува во формат AUP, кој е предпознатлив за Audacity и доколку го отворите, можете да продолжите онаму каде што сте застанали. Завршениот проект можете да го експортирате во добро познатите MP3, WAV и слични формати преку одбирање на опцијата Експорт од јазичето файл. Потоа едноставно одберете го местото на вашиот тврд диск каде сакате фајлот да се зачува и одберете го посакуваниот формат од паѓачкото мени. Со клик на копчето Save, вие успешно го експортирате готовиот продукт во посакуваниот формат, кој потоа можете да го преслушате со вашиот претпочитан аудиоплеер.